Добре дојдовте во новото издание на емисијата Неделен микс. Културата е во фокусот, секако и во ова издание. Дознаваме што е на ново што се случува кај нас кога станува збор културната сцена. Има навистина многу за што да се зборува. Така ќе биде и во продолжение, почитувани гледачи. Именно представата Мац Мац во режија и кореографија на Филип Петковски и продукција на Пресврт, театарот Джинот во Велес и Институтот Гете, ја доби наградата за најдобра представа од студентското жири на годинешниот интернационален театарски фестивал во Приштина, кој се одржа помеѓу 20 и 26 мај. По тој повод, тука ни е токму Филип Петковски, значи режисерот и кореографот, но исто така и актер кој учествува во самата представа, Ведран Чешарек. Тие се заедно со мене тука. Ви благодарам што ни дојдовте. Благодариме на поканата. И честитки за наградата. Благодариме. Фала. Навистина, претпоставувам дека е големо задоволството помеѓу сите други кои што учествуваа доста театри од регионот, да добиеме токму ние награда. Па кажете ни како сте. Одлични сме. Да. Почестени сме прво што бевме дел од селекцијата. На фестивалот учествува Народниот театар на Сараево, Народниот театар на Подгорица, ХНК од Загреб, мислам дека уште два театри. Германија учествува. Од Германија имаше исто театар, два театри од Косово. И ни особена чест бидејќи ние работиме во независната сцена пред се, односно Пресврт е независна сцена, заедно во соработка со театар Джинот кој ни беше технички копродуцент на представата. И сме почестени, многу задоволни што не повика и што бевме дел од селекцијата, секако нели и за наградата. Бидејќи представи кои се спремаат на независната сцена ретко имаат можност едно и да играат и да се реализираат нели после премиерата, а второ и да учествуваат на вакви фестивали. Ведран, ти учествуваше во самата представа, па еве можеме да тргнеме од тоа колку време ја подготвувавте, како ти, која е твојата улога во самата представа, нели, која што неодамно имаш и премиера. Да, во Велес, да. Па процесот некако е, ако самиот старт на процесот беше од лани летото, почнавме од работилници, тоа тргна некако како е едукативен процес пред се. И прво беа работилници да се запознаеме, ова беше нешто тотално ново за нас. Немавме ништо вакво на факултет, некоја нова метода и така тргна, ајде, една група на актери, па друга, па што повеќе да добиеме таа техника да ја совладаме. И од таму тргна сето тоа, имавме показ на МОД лани во ноември и после аплициравме представата и ете стигна до ова. Јас го играм Брик во представата и ми е еден од омилените ликови што сум ги сакал да ги играм. Нешто може да ни најавиш околу твојот лик? Колку нешто така да не заскокот, кај што се вели, па нормално кога ќе има представати во Скопје, ќе можеме да видиме за што станува збор. Да, па се работи за човек што е пред се работи за една богата фамилија и која навидум на прва топка изгледа дека е се супер и се е фино и дека е така живеат многу убав живот, но како одминува представата се откриваат за секој лик посебно, се откриваат што вистински чувствува, што вистински мисли, како се справува со нештата и тоа би го кажал, ништо повеќе не би. И веќе доволно да едва чекам да ја погледам. Да, такво е, да. Филип, ти си режисер и кореограф и станува збор за танц-театарска представа. Нешто што е, да кажам, ти си експерт за тоа, ако може да се каже. Кај нас постои нормално оваа форма, но ти воведе новини, ако може така да се каже. Танц-театарот, да, постои кај нас, особено имаме Скопје танц-театар и студентите на УГД по современ танц под водство на Ресима Ресимкин, така да тие се меѓу главните и меѓу почетниците на оваа естетика и на овој стил кој го промовираат.
Меѓутоа во овој случај се работи, јас работам со актери додека тие работат со танчери, односно работилниците кои ги спомена Ведран беа во принцип некаков танцов тренинг на група помлади актери, кои некои од нив тазе дипломирани, некои од нив се уште во едукација. Така да беше доста интересен процес, бидејќи ти посетуваат такви часови или на факултет за драмски уметности или на ЕСРА, односно имаат часови по сценски движења и танци. Меѓутоа работевме на техника која се вика Viewpoints, која се изучува во моите студии на УКЛА во Лос Анџелес. И како што кажа Ведран, беше на почеток замислено како една еднокативна работилница, меѓутоа за време на работилницата направивме доста сцени кои потоа ги склопивме и ги направивме во представа. Принцип јас гледам да промовирам еден постдрамски стил на изразување, каде што текстот од представата е многу редуциран, односно може да имаме 5 или 6 реплики во целата представа, односно даваме простор да телото говори, и наместо со текст глумците да се служат со нивните тела и со движењата кои ги изведуваат и со коreografиите како медиум преку кои тие ќе ги прикажат своите емоционални состојби, ќе го прикажат севкупното дејство на представата, така натаму, така да не е во принцип ништо ново, меѓутоа пак ќе кажам не е доволно можеби застапено, особено во на сцените на националните театри. Така да гледаме да го премовираме и да стане, да речеме, еден бран, па јас искрено се надевам дека и други актери или други режисери и коreografии ќе пројават некаков интерес, па можеби ќе се случат и некакви заеднички соработки, а со тоа и дополнително ќе се промовира и оваа естетика. Да, ова е навистина представа која што очигледно бара посветување и не само на говорот, туку и на телото, нели танц театарска представа, меѓутоа колку ти лично си задоволен од нашите актери, од екипата која што учествувала во самата представа? Добивте награда, да, меѓутоа ти лично. Па јас можам да кажам слободно дека никогаш позадоволен не сум бил, бидејќи се работи за една исклучително талентирана група на актери. Имаме двајца актери од театарот во Велес, односно Кети Борисовски и Васил Зафирчев, додека останатиот дел од екипата се невработени актери. Меѓутоа, не се сеќавам дека сум просведочил на таков ентузијазам и таква посветеност како со овие актери. Еве, например, Ведран одеше и на тие проби кои траја доста долго, кои беа доста физички напорни, имавме сепак минимум некои 3 часа физички танцов тренинг. Потекот одеше и 2 пати од денот по теретана за да се спреми за улогата, меѓутоа сите колективно некако не знам, цело време за време на пробите и нели откако ќе завршеа пробите, некако инвестираа самите во себе. Дали не знам, ако се работи за тумачење на текстот, дали ако се работи за физичка подготовка на телото, дополнителни часови по танц. Така да не знам, не се сеќам дека досега со актери јас кои што сум работел конкретно тука во Македонија, дека толку биле загрејани и толку биле мотивирани, вистински сакале да учествуваат во проектов. И ете, таа посветеност и таа професионалност од нивна страна, мислам дека ќе биде наградена, бидејќи имаме планови, нели, понатаму да играме представата, па се надевам, ако ништо друго, дека тие луѓе ќе препознаат трудот кој е вложен во представата. И еве штом тргнавте со награди, сега само може да се множат и да се редат. Се надевам. Мачка на вжештен лимен покрив од Тенеси Вилијамс, тоа е оригиналното дело практично на самата нели представа. Колку има, да кажем, отстапки од оригиналното дело или нема? Можете ли околу тоа да ни кажете? Мислам дека е направена некаква комбинација, односно да, оригиналното дело Мачка на вжештен лимен покрив е едно од најпознатите американски драми и Тенеси Вилијамс е еден од најпознатите американски драматурзи, можеби и светски. Јас мојата прва представа во Македонија беше Трамвајот наречен Копнеш пред 10 години точно, со театра, истиот автор, само друга представа, и решив по 10 години пак да се вратам на истиот автор и да направам некое негово друго дело. Меѓутоа ова е
да речеме ајде некаква деконструкција, бидејќи во неговото дело ликот на Меги, односно мачката на ржестениот лимен покрив е замислен како протагонист. Меѓутоа јас во оваа представа го ставам Брик, односно ликот кој го играа Педран, да биде протагонист и конкретно се фокусираме на сите оние моменти кои се во драмското дејство кои се само инсинуирани, меѓутоа не доволно разработени, односно не знаеме што точно се случило, само се споменати или само се нафрлени некакви дејства кои претходно се случиле, тие ние ги земаме и ги ставаме како централни дејства. Односно во представата се случува на роденденот на Big Daddy или таткото во фамилијата, па ние тоа го земаме како централно дејство и само го современуваме со тоа што тоа е една фамилија, како што напомена Ведран, која е доста богата, која се служи со разни супстанции за да биде среќна и за да ја прими дневната доза на допамин. Па со тоа и пресликуваме како изгледа и денешното општество, односно кога гледате представата ќе ги препознаете овие луѓе, бидејќи сите ние лично ги знаеме, односно што значи журкање, како се развиваат меѓучовечки односи за време на такви журки, што произлегува после тие журки и пред така натаму, односно преку танци, преку цело тоа дејство за време на журката доволно е јасно, меѓутоа од друга страна и доволно суптилно и апстрактно прикажано да може публиката сама да тумачи и да излекува некакви пораки, наместо ние да одиме со некаква наратива и ние да бидеме тие кои порачуваме до публиката дека тоа и тоа се случува и дека не наметнувате ништо. Не. Всушност тие сами. Намерно е оставено доволно да е ајде да речеме апстрактно, за да отворено за публиката сама да може да си извлече некаква приказна, да ги спои некакви двеста и така натаму. Навистина убаво. Еве, Ведра, можеме да позборуваме за танц театарот, како ти го доживуваш овој жанр, нели? И дали ти се допаѓа или повеќе сакаш класичен театар? Па јас на стартот искрено бев скептичен кога почнаа тие работилници, мислам, бевме, тоа не беше тешко, туку беше предизвикувачки. И моравме да бидеме отворени кон тоа да, бидејќи само ако си отворен можеш да примиш информации и нови нешта. И така тргнавме и ја бев некако скептичен и кога имав гледано претходно некакви такви представи, не допираа до мене, но баш му реков на Филип откако заврши процесот, му викам многу сакам сега да гледам некоја ваква представа, да видам што променило, што овој процес променил кај мене за конкретно за физички театар, за танцов театар, и стварно има променето многу. И можам да кажам дека е нешто во кое што многу се пронаоѓав и се пронаоѓам. И едно нешто што многу ми се свиѓаше и Филип го кажа на стартот, не му верував, велеше дека после проба не можете да си отидете несвесни дома, не можете да, значи, исполнете и си одите секако. Мислам, после толку физички и психички, мислам, беше и психички захтевно некои нешта, но се е тука и оставаме и после тоа си одиме и убаво се чувствувам, буквално многу, чувството после ваква проба е нешто, не знам. Значи допаминот е на високо ниво. На многу високо ниво, да. Тоа ќе кажа во принципи кога сме депресивни или кога имаме било какви разноразни психолошки проблеми, советот од докторите е да се посветиме некаква физичка активност, нели, дали да трчаме, дали теретана, и е вистински невозможно на толку умор, физички умор и на толку вежбање да дома да си отидете разочарани или не знам, незадоволни, бидејќи од друга страна па тоа истоштување, тоа физичко истоштување и таа физичка спремност која е потребна во процесот само дополнително го надградува и психолошкиот момент, мислам дека и кај актерите, односно нели има една изрека дека уморен актер е добар актер. Меѓутоа тоа во овој процес се покажа апсолутно вистиното, односно секоја емоција после тој 3-часовен танцов и физички тренинг е многу поискрена и многу е посуптилна и многу е полесно да се работи понатаму со било каква тематика. Во рамките на фестивалот исто така треба да спомнеме дека Филип, вие одржавте и работилница по постдрамски театар пред група млади актери и студенти по актерската игра од Косово. Како беше ова искуство за вас? Па веќе имаме, да речеме, лани летото одржавме некои 3 работилници.
И сега сме во процес исто тие работилници треба да почнеме летова да ги работиме и во лабораториум во Скопје. Меѓутоа беше исто и за тие студенти беше нешто ново бидејќи беа со нив заедно и нивните професори. На почетокот делува како постојат доста актери, доста луѓе генерално кои име предизвик или не се сигурни кога се впуштаат во нешто вакво бидејќи се заснова, пак ќе кажам, на телесно и физичко изразување. Па е на многу од нив се скептици на почетокот, меѓутоа исто како и во овој процес мислам дека актери во уживаа, односно добија шанса да речеме да направат будали од себе, бидејќи тоа и го сакам да го достигнеме, бидејќи само тогаш можеш да видиш каде ти се границите и во моментот кога ќе излезеш од тој меурот или од комфорт зоната, се окуражуваш и добиваш некаква надеж и некаква мотивација да се занимаваш со друга тематика вон тој метод што си го студирал на факултетот за драмски уметности. Така да е во принцип само едно ново знаење, јас никогаш тоа може да се искористи или може да не се искористи, меѓутоа пак во било која представи да се работи за класичен театар, сигурно ќе има некој момент каде што не знам, ќе постои нека мала коreografија или некој момент каде што ти со телото треба да работиш. Така да ова ќе биде само еден адут и само ќе биде плюс и мислам може и тие луѓе да не се одлучат да само со оваа тематика да се бават, меѓутоа мислам дека е сепак плюс знаење, плюс тренинг кој ќе биде полезен, се надевам. Како бевте прифатени таму? Сепак ова е прв фестивал каде што нели представата се презентира, ако може така да се каже. Како беше приемот? Ведран. Па не очекував дека до толку, мислам, е добар фестивал, многу луѓе го фалат и многу луѓе го фалеа, но не очекував дека до толку ќе бидат професионални. Во секој момент што и да ни требаше беа тука, секогаш имаше некој да ни помогне за сцената, да не пречека, да ни кажат што е, како е, каде е, беа премногу професионални и како на светско ниво баш беше целиот фестивал, на крајот беше интересно за наградите, имаше цел аудиториум, па презентирање, па ќе искочи некој ќе зборува, па има на телевизорот позади ќе се Оскар. Вистина, баш третман како што заслужувате, поручам. Да, јас сум преизненадан и прво и од гостопримството и од професионалната спремност на фестивалот кој вистински на завидно ниво. Мислам, јас не дека имам некоја колкаво искуство со фестивали, меѓутоа дефинитивно беше еден хайлайт, баш поради тоа што го кажа Ведран, пред се гостопримливоста, а второ и професионалноста и спремноста, целата организација околу фестивалот, така дефинитивно мислам би оделе пак колку би не поканиле. Секако, а вие патувате наскоро, односно во септември, исто така и во Подгорица. Така е, одиме на фестивалот за интернација, некако Фијат, да. Се не знам точно. Да, фестивал за алтернативен театар. Да. Да, таму сме во селекција со уште некои представи од Европа, знам дека има и еден театар од Косово исто така гостува. Фијат мене лично ми е еден од омилените фестивали, бидејќи вистински гостуваат многу интересни проекти, односно пак во принцип гледаат да промовираат независна сцена, односно проекти кои може би немале шанса да се прикажат на институционалните сцени во државите каде што се работени и овој фестивал токму дава шанса на такви театарски компании. А несомнено е дека прават селекција на доста квалитетни представи и продукти. Па после ваквите фестивали во принцип за многу представи почнува нивниот живот, односно почнуваат да се играат и на други места или почнуваат да дополнително да се играат на други фестивали, така да се надеваме дека ќе ни биде некаква одскочна даска, па после тоа во преговори сме за уште некои два фестивали исто така после Фијат. Па тоа сакав да кажам дека се надевам дека ќе ни биде дека ќе не поканат некој од националните театри да играме представата кај нас, бидејќи искрено да бидеме, тоа е доста тешко. Мислам, има неколку театри кои се отворени за независната сцена, не знам како што е театрот Комиде, кој што е театрот Велес, кој Джинот во Велес, кој ги отвара своите врати за нови луѓе, за невработени актери, за режисери кои сакаат да работат, меѓутоа тоа не е и принципот за жал на другите театри. Така да
се не само ни останува да се надеваме дека ќе имаме шанса, односно да играме во Скопје, од каде што принцип сите и живееме. Па останува имате да ли подршка вака од институции, од кого имате подршка? Па би кажал за жал немаме. Подршка, мислам, ова е месеци исто така го имаме разговарано или пред неколку пати кога имам тука гостувано. Принцип оваа представа прво не беше поддржана од Министерството за култура, па потоа беше поддржана со некоја смешна и минимална сума за која што апсолутно нема шанси од тоа да произлезе некаков производ. Меѓутоа, за среќа, главниот финансиер на проектот е Гете институтот, односно фондот за интернационални копродукции. Ние сме првата група од Македонија која го има добиено тој фонд, и затоа сме пресреќни и преблагодарни. Меѓутоа, еве, после ваквите искуства или после ваквите представи, мое лично, на Ведран лично, на сите луѓе вклучени во представата, би се понадевале дека тоа ќе биде земено во обзир и дека наредниот пат кога ќе се аплицира за проекти дека тоа ќе значи нешто, меѓутоа за жал ништо не значи тоа. И за жал повторно влагаме во некаков луп каде што се молиме со институциите и со државата, особено со Министерството за култура, да не ги прочита CV-ата, да не ги види портфолијата, да не препознае, па за да може еве после фестивали, после еве да речеме освоени награди или не мора да се ни награди во прашање, односно самата замисла на тренинг на актери, самата замисла за промовирање на нов жанр и така натаму, дека ќе ни даде шанса, меѓутоа за жал до сега искуството се покажало дека е негативно. И како што спомна надежта ни останува дека ете ако ништо друго меѓународните фестивали ќе го препознаат квалитетот, а очигледно веќе го препознаваат и навистина сум горда што ја освоивте наградата. Јас како гледач, како љубител на танц театарот ви посакувам уште многу инспирација, уште многу представи. Филип, еве ако имате нешто да ни кажете за ваши следни проекти, дали имате? Знам дека сте професор, нели? Така, да. Па сега е тој период кога се прават тие главни разговори, кога се разговара, кога се концепираат новите проекти, па по принцип се аплицираат некаде таму август и септември. Така да сега се само некакви идеи, меѓутоа првата прилика кога би знаеле дали тој проект е одобрен, дали тој проект ќе се случува, обавезно ќе ви јавиме, па се надеваме можеби и пак ќе гостувам. Зошто да не? Мене ми е навистина задоволство, особено кога и награди добиваме, тогаш е навистина посебно задоволството. Ведран, ти си во независна сцена, така? Да. Дипломиран актер си? Да, лани дипломирав, да. Освен Мац, работиш ли нешто друго моментално во однос на театар? Работев, сега скоро снимав еден долгометражен филм, ќе работам уште една представа од септември, август-септември натаму. Не е ништо, мислам, не би открил ништо за тоа, просто да. Оставаме си пак за друга прилика да ни гостувате повторно. Многу ви благодарам. И на вас. И на вас, фала. Ете, почитувани гледачи, гости ми беа Ведран Чешарек и Филип Петковски, со кои што секако поразговаравме за представата Мац, која доби награда на Интернационалниот театарски фестивал во Приштина. Ние секако за кратко се враќаме во неделниот микс. Вие бидете тука, имаме многу други теми и гости.